20 часот и 45 минути, време е за 24 отворено. Кога зборуваме за еднината, препознаваме три вида на луѓе. Оние кои ја оставаат да се случи, оние кои прават таа да се случува и оние кои се прашуваат што ќе се случи. Дали на Македонија и се случува еднината и дали правиме се за таа да биде посветла и подобра. Во контекст на утрешната посета на првиот човек на НАТО, Јенс Столтенберг, на Македонија, низ прашања се надвиснаа низ земјата. Во речиси консензуалниот пристап за тоа дали Македонија треба да биде дел од Северноатлантскиот воен сојуз се вметнуваат неколку судбински прашања за еднината на земјата. Македонија на крстопат за целосно расчистување со проруските влијанија или останување во менгемето на сегашната лимбо ситуација која прави земјата постојан заложник на сопствените слабости, корупцијата, неправдата, партизацијата. Дојде ли време за нешто поинакво? Вечерва со моите гости. Стево Пендаровски, национален координатор за НАТО во Република Македонија, функција која што од неодамна повторно е воспоставена. Добра вечер. Добра вечер. Ана Чупеска, професор на правниот факултет. Добра вечер и за вас. Добра вечер. Прв пат во студиото на 24 отворено се чинам. Да, во отворено, да. Ризван Сулејмани, аналитичар, дел од Евроатлантскиот совет, невладината организација практично, која што се залагаше за овие НАТО перспективи во Република Македонија. И Зоран Василевски од партијата Левица, кој што досега во јавноста настапало со доста резерви кон ова прашање што се однесува до НАТО членството. Добро вечер за вас. Пендаровски, тоа што денеска се случи на Косово, многумина го поврзуваат со растечката нервоза во регионот. Може ли еден ваков чин да се доведе во корелација со обидот на НАТО конечно да го заокружи проширувањето во овој регион, па сега се надвиснуваат оние темни сценарија за тоа како тоа да се спречи и што понатаму? Убиството ова сабајле, ова утрина во Митровица нема никаква врска со регионални тензии. Ја не мислам дека регионалните тензии се во пораст, регионалните на Западниот Балкан. Има врска со тензиите на Косово и тоа од две причини. Првата причина е во Белград. Тие отворија широка расправа за така наречениот финален статус според нив на Косово и се очекува најдосна во првата половина на идната година да има дефинитивен, да го наречеме дефинитивен договор меѓу Белград и Приштина, и тоа нормално раѓа тензии, особено во тој националистички дел кој е се уште моќен во Србија. И војните во 90-тите него отстрани од политичката сцена сосема. Вториот мотив е во Приштина етаблирањето на најновиот меѓународен суд, односно суд за воени злосторства. Како малкумина знае дека тој не е меѓународен, него е дел од правниот поредок на Косово, но во кој што Ивановиќ беше осуден. Беше осуден не беше осуден, беше апсен од процедура која водеше во затвор. Не, Еулексија водеше. Ова е сосема нов суд, популарно наречен суд за УЧК. Од безбедносни причини ќе биде во Хаг, но е практично номинално дел од правниот систем на Косово. И се шпекулира дека е можно сите првенци, сите лидери на некогашната УЧК да бидат на еден или друг начин опфатени со идните обвиненија. Се очекува оваа година првите обвиненија многу брзо да дојдат. И мислам дека станува збор, значи да заклучам, закревање на тензиите на линија на оската Белград-Приштина и не повеќе од тоа. Добро, значи, кога два центри во регионот, кои што се и политички центри на моќ во една или друга страна, едното на албанската, другото на српската, има такви тензии, тоа е сепак сигнал дека регионот може повторно да влезе во некакви не регионот, за жал Македонија, регионот не, Хрватска нема никаква врска со тоа, дури ова конкретно во последново нема врска со Босна и Херцеговина во целина, со Црна Гора уште помалку која влезе во НАТО. Има врска со Македонија затоа што ние сме долги години дел од тој така наречен безбедносен триаголник Србија, Косово, Македонија. Ние трпиме влијанија лоши или добри од таму, од нашите два севера, и можно е и сега да почувствуваме нешто во таа смисла, меѓутоа јас мислам дека ќе следи брза интервенција или акција на меѓународната заедница која ќе ги така наречен пацифицира, ќе ги пасивизира и пацифицира сите битни актери во Белград и во Приштина и нема да им дозволи тоа да оди во недоглед. Мислам дека така ќе се случи нареднава недела дена најмногу. Добро, благодарам. Чупеска, колку се приближува Балканот кон влез во НАТО, односно Македонија, бидејќи добар дел од Балканот е веќе интегриран. Дали вие сметате дека се можни поголеми турбуленции регионално? Неколку прашања поставивте сега. Конкретно за Македонија, самата посета утре на генералниот секретар на НАТО укажува дека
од страна на НАТО има зголемен интерес и очекуваме тука оптимистички пораки во тој правец, посебно околу реформите. Условно кажано, ќе дојде да не пофали за реформите, најверојатно да не поттикне да работиме и понатаму и се разбира да не потсети дека името се уште останува на агендата. Што се однесува до нашиот влез на НАТО, една од опциите на самитот, меѓутоа самитот не е нужно поврзан со влез, штом ги исполниме, тоа јасно ни е кажано, штом ги исполниме критериумите за влез во НАТО и штом го решиме спорот со грците, вратата за нас е отворена. Ние сме во стратегиско партнерство со НАТО и од тука неспорна е таа наша врска. Што се однесува од другите земји, еве овие турбуленции, како што сам кажавте, тие не се наивни, меѓутоа меѓународната заедница и така која е заинтересирана, посебно во алијансата, е заинтересирана да го врати Балканот на колосекот во тој правец. Сулейман, и веднаш да го прокоментираме тоа што денеска се случи на Косово, како вие гледате на тој чин? Секако дека она што го кажа Стево држи, дека има клучни и многу битни одлуки кои треба да се донесат и во Белград и во Приштина. Но по мене не би можел да кажам дека тоа е изолиран случај и дека отприлика некои индикации дека сепак нешто во регионот се случува. Еве и денеска по некои медиуми го имаше некоја паравојска во Република Српска, па горе доле ќе слушате некој втор Дејтон и така натака, што значи не можеме да со сигурност да констатираме дека сите отворени прашања се затворени во Балканот, колку и ние да сме оптимисти. Така да јас повеќе би сакал да бидам реален оптимист отколку наивен, затоа што сепак ние живееме во едно окружување кое се уште многу дилеми немат расчистено. Посебно тоа го поврзувам со Србија, која е најмоćната сила овдека и по обем, по големина како држава и по војна, како војна сила. Уште повеќе што она се уште стои на ставот дека ќе остои наводна некоја неутралност, а во суштина она перманентно се наоружува од Русија и има се уште отворени прашања и во Косово, и во Босна, со понизок интензитет, но има незатворени прашања, дури во Македонија. Треба да видиме многу објективни и отворени за таа. Така да не сум убеден дека сета ова работа толку глатко ќе се одиде. Покај волјата и оптимизмот кој што владее во моментот и во Република Македонија, посебно и во Грција, Република Македонија и регионот ќе треба уште многу некои работи да привршува за да дефинитивно ова стане. Но чинам дека овие отворени прашања, да речеме што се на Балканот, во одредена рака би можело да се каже дека одат во прилог на тезата дека Македонија треба што поскоро да стане членка на НАТО алијансата. Да, дефинитивно. И тука ќе се фокусира веројатно и притисокот во следниот период. Да, секако дека по мене е битно таа оска, односно тој 10 коридор на некој начин кој се уште треба некако да се затвори, да се стави под контрола, но прашањата кои се речеме посебно во однос од Србија Косово, а посебно после денешниот инцидент, најверојатно ќе се отежнуваат разговорите и преговорите околу тоа прашање. Дали евентуално и во Босна може да има некои тензии како што коридори се најавуваат. Тоа е исто така едно големо прашање. Се надевам дека во Македонија тоа нема да се прелее, бар во моментот нема никакви индиции дека тоа може да се прелее во Македонија и затоа сите политички сили во моментот треба да се ориентираат кон тоа што побрзо го изодиме овој пат и на некој начин станеме по тој безбедносен чадор, иако и тука внатре тоа има веќе отворени некои прашања. Да, добро, благодарам. Василевски, познати се, како што реков, вашите предпазливи ставови во врска со членството на НАТО, но ја знаеме, да речеме, кревкоста на македонската безбедност на државата секогаш кога има регионални предизвици. Нели ви интригираат тие случувања? Нели мисли дека патот на Македонија е сепак во НАТО? И дека е тоа најбезбедниот начин за да подобра држава? Видете, кога се збори за НАТО како безбедносен сојуз, автоматски на тоа произлегува и вашето тврдење или тврдењето на гостите дека како поттик за решавање на безбедноста на Македонија треба да учествуваме во еден безбедносен сојуз. Но мора да прифатиме дека сепак НАТО е воен пакт, тоест воен сојуз,
кои што во својата историја докажа дека излегува и надвор од член 5 на основачкиот договор на НАТО, кој што вели дека НАТО интервенира доколку негова членка биде нападната. Тоа го видовме во случајот со бомбардирањето на СР Југославија. Видовме дека НАТО интервенираше и во Авганистан и во Либија, а Соединетите американски држави, како најсилна земја во овој пакт, има можност и сила тоа да го направат и со интервенциите во Ирак, меѓу другото. Значи, НАТО на еден вид во Македонија во овие 25 години е религија на некој начин, значи не се навлегува во содржината на тие безбедносни аспекти кои треба да ги опфати НАТО, туку од старт се зазема ставот дека едноставно ние имаме избор на неизбор, дека наша единствена алтернатива Добро, е НАТО. која е нашата алтернатива, еве, ако не е НАТО? Нашата алтернатива пред се е сузбивање на национализмот не само во Македонија, туку и на Балканот. Најголем поттик на национализмот на Балканот и во Македонија е сиромаштијата. Транзицијата која што го опфати сивот овој регион изминатите 3 децении, доведе до тоа граѓаните да станат лесно ранлива категорија која што веднаш бива замајувана од националистите кои што ги предводат овие држави. Јас тврдам дека прашањето за името или прашањето за ургентноста за влегување во НАТО не е од примарен интерес ниту на македонците, ниту на албанците во Македонија. Како што и самите рекол, се 25 години, нашиот чекор кон создавање на побогата, помодерна, поевропска било каква држава од таков калибар оди многу тешко, тогаш доаѓаме до еден друг заклучок, дека ние не можеме поинаку ако не одиме по обратен редослед. Ајде прво да станеме членови на овие, да речеме, големи асоциации, од каде што можеме полесно да изградиме државата. Ова како теза која што строи во јавност. Точно на тезата имам можност да дадам контратеза, мило ми е што тука имаме и универзитетски професори. Значи, која е реториката на про-НАТО личностите кои што го бранат ставот дека мора во НАТО? Еден став е дека Македонија може да биде нападната од соседите. Како би била нападната од соседите кога сите се во тој НАТО пакт и уште се смета дека овој сојуз е одбранбен? Имавме и пример во 1974 кога две членки на НАТО пактот, Грција и Турција, влегоа во вооружен судир за Кипар, кој што НАТО воопшто не интервенираше, имаше и голем број на цивили загинати и огромна штета. Ден денес Северен Кипар го држи Турција. Друга теза е дека со влезот во НАТО ќе се спречи сепаратизмот, сецесијата, незадоволството. Се смета дека во тој случај на албанците во Македонија ќе предизвика некакви сепаратистички елементи. Еве сега гледаме во Шпанија дека каталонците на некој начин апсолутно направија се во насока на еден таков чекор. НАТО дигна раце, рече тоа е внатрешно прашање на Шпанија. Друга ситуација е што ние мора да работиме на наши безбедносни сили затоа што НАТО дефинитивно за појава на вооружени сили во рамките на една земја не реагира. Имено Шпанија, што ја спомнав, е членка на НАТО. Да, Пендаровски, во контекст на овие тези, примерите се точни, така е, да, како би ги квалификувале вие како исклучоци или треба да се биде по во реал политиката за да се свати оваа ситуација? Еве неколку точки кои ја би ги набрал, зашто ние треба да бидеме таму, иако ја мислам дека оваа дебата на ниво на релевантни политички субјекти е завршена 93 година со декларацијата во собрание, али допуштам дека можеме и денеска да разговараме, не е спорно воопшто. Не е тоа основа на анкети сте се договориле тогаш. Нема испитување на јавното мислење, се извинувам. Нема проблем, има испитување на анкети од тогаш до денес. Ни една анкета, ни една не покажува дека во Македонија населението, сите, македонци и албанци сите, дека се доминантно против НАТО. А така ли ја подразбирате парламентарната демократија со анкети? Зборувате за расположение на народ. Не сме го прашале 93-та, го прашуваме од 93-та до 2018-та. Нема една анкета која правеле. Дали ја правеле согласно член 120 од уставот? Молам? Согласно член 120 од уставот, застапување или стапување од сојуз на држави потребно е да се праша народот. Прво се гласа во собрание со двотретинско, слободно нека се изгласа, подоцна треба да биде прашан народот. Тоа го вели уставот. Во однос на клучното прашање кое ни преостанува да го решиме за во НАТО, тоа е името, ја не можам да шпекулирам со точната формулација, меѓутоа таа ќе биде дали сакате да влеземе во НАТО, ова е моја интерпретација,
Ако треба да имаме друго име за меѓународна употреба, значи ќе се праша народот и за влегување во Сојуз. Референдум ни престои. Во ред. Добро. Повелете. Мислам дека мило ми е прв пат да слушам дебата во Република Македонија, кај што навистина се отвара темата зашто треба или не треба во НАТО, зашто јас сум бил тој кој можеби прво го користил терминот НАТО и ЕУ се мит во Република Македонија и постои процес за демилитаризација на овие две организации. И веќе кога бидов студент дека или што се кои се декларираат дека се во некоја се алијанса против НАТО, мене искрено да ви кажам ми беше драго затоа што сега ќе имаме дебата. Јас сеќам еднаш кога бев заменик министер за одбрана во Дубровник, мислам дека бев и цел горд кога што кажува Стефан, факт е дека сите наши анкети покажуваат дека имаме апсолутна хомогенизација по етничка, по верска, по социјална, ако треба едно од ретките прашања за кои што немаме консензус по сите основи, иако реков таму дека 80-90% од во Република Македонија се про НАТО или про Европска унија, некој се така цинично помалце коментираше да 90% некој да биде про НАТО или про Европска унија или таму немате дебата или воопшто никој не размислува. Што значи денеска ние имаме можност да коментираме и аргументирано да кажеме зошто ни треба НАТО или зошто сме против НАТО. Ако јас треба да набројам аргументи зошто Република Македонија и регионот треба во НАТО, ја апсолутно нема да се задржам на што вие го рековте и ќе покушам да дадам мои аргументи. Зашто воопшто, нели, во теоријата, па и во праксата, постојат неколку модели, односно теории како ние можеме да обезбедиме мир, посебно во една бивша Југославија која се распадна, кај што се создаат такви држави со голема асиметрија, било како војна моќ, било како економска моќ, било како популација, како што имаме денеска после распаѓањето на Југославија. Имаме на Србија кој што има 7 милиони жители и негде 840 милиони евра одваја за војска, кој формално декларира дека е неутрална, во суштина перманентно се наоружува. Имаме мали државички од Црна Гора, Македонија, Албанија, кои сите вкупно да ги собереш не одвојат повеќе од половината на тој буџет. Добро, што ви е поентата на тоа дека таа асиметрија на држави мали, они не можат, мора да имат модел како ќе се зачува мирот. И затоа постојат. Еден е теоријата на балансирани сили, другиот е теорија на влијание, третото на хегемони сили или теоријата на интеграција. Ви истече времето така тука. Ние мора да избереме едно од овие модели. Ајде само околу аргументацијата и одиме за безбедносниот аспект. Сакам со професорот Благој Марковски, тој ни е на линк да поразговараме малку со него. Ајде, кусо само, да. Да не троши импулси, Благој, да не замери. Само сосема накусо. Ајде. Значи, кога влегувате во оваа организација, која не е само војна, него е војно-политичка, добивате имидж на држава која е под безбедносен чадар и која со внатре разменува информации и комуницира и ќе има поддршка ако треба според членот 5, според таа така наречена мускетарска клаузула, поддршка од сите, вклучително и воена поддршка. Значи, постои податок дека сите земји кои влегле во посткомунизмот, во НАТО, сите, без исклучок, го зголемиле во првата година после влезот во НАТО нивото на странски директни инвестиции. И постои уште еден податок дека по влегувањето во НАТО вие веднаш го зголемувате обемот на трговска размена со претходните, со поранешните членки на НАТО. Втора, не е небитна работа. Значи ние имаме единствен кохезивен проект меѓу македонци и албанци, не еден од единствен. Тој е влезот во НАТО. Не можете да го занемарите и тој ефект од нашето евентуално членство во таа алијанса. Уште една работа, значи НАТО не бара само да имаме буџет 2% од GDP и тие воено-технички услови. Ако ви се верува на последните два самити на НАТО, ние сме условени плюс освен името со исполнување на пржино 1 и 2. Значи слобода на медиуми. НАТО бара слобода на медиуми. Бара независно судство. Бара правна држава. И тоа како ни е потребно? Така е, благодарам. Одиме сега со линкот и со вклучувањето на колегата Гаврил Сирачевски со неговиот соговорник, полковникот Благоја Марковски. Гаврил, повелете. Добро вечер, Младен, добро вечер и за гостите и за гледачите. Во насока на вечерашната тема, како што спомна и ти, мој соговорник е воено-политичкиот експерт господинот Благоја Марковски. Господин Марковски, ајде уште на самиот почеток едно ваше гледиште за она што денеска се случуваше во Косово, убиството на Оливер Ивановиќ. За српските власти ова е акт на тероризам, исто така и косовските власти го осудија. Препознавате ли елементи на тероризам? Да, имајќи во предвид дека е извршено убиство врз јавна политичка личност на Косово, на човекот кој беше стабилизирачки, би рекол, фактор за Северно Косово,
и имајќи ги во вид односите и специфичностите на состојбите во кои се случи ова убиство, може да се каже од оваа перспектива дека станува збор за атентат, односно терористички акт врз Ивановиќ, и од тој аспект сето она што во текот на денешниот ден можеше да се проанализира, ќе има сериозни последици не само за Косово и Србија, туку веројатно определени импликации и врз регионот. Сакам да подсетам дека Ивановиќ од 2014 до 2017 година беше обвинет како еден од учесниците во атаците врз цивилното население на Косово, меѓутоа со одлуката на апелациониот суд беше ослободен и он постана фактички еден стабилизирачки фактор за Северно Косово, и тука некому очигледно му сметаше тоа што како таков фактор можеше да придонесува и за стабилизација на состојбите на Косово, но и за воведување некои поинтензивни односи меѓу Косово и Србија. Дека е тоа така, зборува и фактот што денеска за период од повеќе од 10 месеци повторно имаше можност да продолжи диалогот на техничко ниво во Брисел меѓу Приштина и Белград. Тоа не се случи. Значи, ако политичките мотиви беа тие да се елиминира Ивановиќ, тогаш тие се остварени, особено заради тоа што сега врз основа на неговото покупување, односно убиство, можат да се дешифрираат некои настани кои можат да следат после овој случај во Косово во смисла на дестабилизација, посебно на северниот дел на Косово. Треба да се има во вид дека ситуацијата беше усложнета и со противењето или недонесувањето на одлуките за формирање на Меѓународниот суд за војни злосторства врз цивилите, што требаше да профункционира на Косово. Немањето можности косовските вооружени сили или воопшто силите на безбедност на Косово да дејствуваат и во северниот дел на Косово, и сето тоа ја комплицира понатаму ситуацијата на Косово, што и како ќе се делува, во која насока, што значи дека расветлувањето на овој случај може многу да придонесе за стабилизацијата на односите не само на Косово, туку и на релација Приштина-Белград. Сосема кратко, бидејќи времето не гази, спомнавте дека ова може да имплицира и во регионот. Што може да очекува, дали тоа може да се одрази врз безбедносната состојба на Македонија, особено сега кога се поголема е доминацијата и на големите сили овдека на Балканот, на Америка и на Русија од една страна, и од друга страна еве во четврток доаѓа Столтенберг и се повеќе се зборува за влезот на Македонија во НАТО. Јас би рекол, директно да одговорам на тоа, дека овој настан денеска политички ја раздрма состојбата и во Србија и на Косово, и почна веќе препукувања и недоразбирања, несогласувања меѓу опозицијата и позицијата, што може нешто слично да се пренесе и во Република Македонија, имајќи во предвид дека се наоѓаме во една многу чувствителна ситуација, односно со донесувањето на законот за јазиците на етничките заедници, а ова што ни предстои сега разговори во врска со името, и се надевам започнувањето на преговорите после 17 овој месец, кога се очекува од Нимиц да се достави одреден предлог. Таквите состојби можат да имплицираат нарушување на безбедносната состојба во Република Македонија, имајќи во предвид сложеноста на општеството, сложеноста на меѓунационалните односи, и од тој аспект на вистина се бара и потребно е политичките субјекти во Република Македонија да пристапат кон сето она што ни следи трајно одговорно и да не дозволиме да дојде до раслојување на општеството во Република Македонија.
Марковски, благодарам што бевте мој соговорник. Се надам успеавме да одговориме на дел од прашањата кои што секако интересираат јавноста во однос на безбедносната ситуација, па и се надам дека овие тези ќе бидат доволно добар повод да продолжи отворено. Да, оценките на безбедносните експерти очигледно одат во линија на тоа дека малку посериозно треба да го земеме и тоа што се случи на Косово и мешањето на руското и американското влијание на Балканот. Педаровски? Или безбедносните експерти си наоѓаат своја работа? Не, јас го почитам благо, се знаеме пријатели сме од 2001 најмалку, значи 2 децении скоро, меѓутоа ја мислам дека се тоновите со кои тој опишува ситуацијата на Северно Косово и регионот врзано со тој настан е малку подраматично од она што ја гледам, што не значи дека јас сум во право. Ја тврдам дека убиството на Ивановиќ на северот на Косово нема да ја дестабилизира Македонија и нема да донесе поширока регионална дестабилизација. И ставам оклада со благо ако ме слуша. Кога шеф на НАТО доаѓа во една земја, тоа значи две работи. Или дека во тој период, во тој регион следи некаков тип на немирна состојба, или дека таа и таа земја, во случајов Македонија, е спремна за да пристапи кон Сојузот и треба да се поттикне на некој начин. Овде е вториот случај. Не е само така. Значи генерални секретари на НАТО доаѓале не само 2001 кога имаме војна или еве на пример Расмусен доаѓаше пред 3 години. И тоа не е затоа што бомбите следеа после тоа. Нема никаква врска. Никаква врска. Значи меѓу другото, во овој момент доаѓа да ни даде поттик во една битна раскрсница во која се наоѓаме како држава, знаеме и зашто, и политички и безбедносни секако, и ги интензивиравме преговорите со Грција, мислам дека од утре почнуваат повторно посериозно. Меѓутоа, меѓу другото, работа на генералниот секретар е од време на време да ги посетува земјите кандидати. А Македонија е најстар, за жал, кандидат во историјата на Алијансата од 99 до денес. Че од време на време треба да види што прави. Иде во Турција. Се извинам, иде во Босна и Херцеговина како потенцијален кандидат. Оди на секој друго, оди во Грузија и Украина кои што не се ни стигнати до статусот на кандидат и нормално доаѓа во Македонија. На 2-3 години доаѓаат тука, не само за лоши или за договорени работи. Добро. Кога спомнавте за решението за името, рековте дека референдумското прашање би било кога би било, иако во последно време се заговара решение на името од добар дел од аналитичките кругови, па да речам поддржани од еден дел од власта, дека решението на името можеби нема да оди воопшто на референдум или дека можеби не треба да оди, дека политички лидери се затоа и лидери за да го водат добар дел од аналитичките. Дали вие го демантирате тоа како официјален став на владата, бидејќи сте дел од оваа влада? Значи, добар дел од аналитичарите велат дека ќе има референдум и ќе има референдум. Значи, од премиерот па до кого сакате, само неколку мина и еден дел од владата, помалиот партнер во владата, вели дека можеби треба да размислиме и за инаков пристап во решавањето. Ја во овој момент не можам да видам апсолутно никаква друга алтернатива на тоа, затоа што е тоа долгогодишна политичка заложба на партиите, најголемите партии кои ја прават оваа влада. Од политички аспект гледам. Ајде да ви кажем уште еден аспект. Значи, јас бев еден од сведоците као помлад соработник на еден од претседателите кога се реши да сите големи политички партии да имаат да поддржат референдум на крајот на процесот. На крајот на процесот, не на почетокот. Знаете што, во Македонија сме имале случаи кога е докажано на дело дека е многу лесно да собере некоја невладина во наводници организација 150.000 потписи и да имаш референдум секако. Имаме за децентрализацијата. Наводно некоја невладина во тоа време со поддршка прикриена на некои политички партии собра 150.000 потписи и мора да имаш референдум. Значи референдумот и така не можеш да го избегнеш, меѓутоа се разбира главниот резон е не можеш за толку крупно прашање да решиш во кружок од 20 или 3. Добро, Василевски, дали тоа би ги задоволило барањата, да речеме, на овие анти-НАТО или повеќе НАТО песимисти или НАТО скептици во референдумското прашање за името да се спомне и влезот во НАТО? Вака, значи, она што на левица е сигурен став е тоа дека сме за референдумско изнештнување, токму поради принципот на почит на Уставот. Членот 129 кој што го цитирав, налага народот да биде прашан на референдум. Друго е нашиот став од морален и од научен аспект зошто НАТО не е неопходен на Македонија, а друга работа е колку Македонија дополнително од својот буџет треба да издвојува средства за да ги задоволи НАТО стандардите во ситуација кога образованието, здравството и други многу побитни сегменти се на најниско дереже. Значи, ако НАТО е гарантот за странските инвеститори да доаѓаат во Македонија и притоа владата не го ревидира рамниот данок, рамниот данок најнизок во Европа. Еден од факторите кој помага не е гарант. Во ред, друго сакав да кажам. Друго сакав да кажам. Ако не инвестирате во образованието,
тогаш тие странски инвеститори тука ќе интересот нивен тука ќе биде само најниските даноци во Европа, субвенциите од владата за тие мултимилионски милиардни корпорации и ефтината работна сила. Значи, ако сметате дека на овој народ веќе не му е јасно какви бенефити носат странските инвестиции, на кои што владата треба да им доплаќа за да ја зголемат минималната плата која што се... влада. Зборам и за оваа влада што не го менува данокот на добивка, корпоративниот доплаќање данок. на странски инвеститори од оваа влада до овој момент, да сте сигурни у тоа. Тоа беше со претходната влада и за тоа СЕО има нешто да каже. Нема корекција, тоа е изгласано како закон, треба да се смени за да нема такво нешто. Но друг ми беше муабетот за името на државата. Левица стои цврсто на основските темели на оваа држава. Основските темели на оваа држава јасно и гласно кажуваат кој е името на оваа држава и тоа е уставното име на оваа држава. Ние сметаме дека нема потреба од референдумско изјаснување за промена на име за влез во воен пакт. Ако е проблематично името, тогаш Уставот има начин како се менува. Значи, тогаш тоа би требало да оди на референдум. Но промена за името, за влез во еден пакт кој што се докажа дека не носи ни благосостојба за граѓаните на земјите каде што се членки. Например, зошто, објаснете ми вие, во Бугарија во 2013 година имавме масовни протести против сиромаштија. Луѓе се самозапалија на тие протести. Кога Бугарија е членка на НАТО од 2014 година. Зборувавте дека НАТО се залага за Пржино 1 и 2 и слобода на медиумите. Па Турција е членка на НАТО. Каква слобода на медиуми има во Турција? Па таму за минатогодишниот пуч и лјадници левичари заглавија во затворите. Го интересира ли тоа на НАТО? Не го интересира. Значи, обратна е тезата. Името не треба да биде монета за подкосурување затоа што ствараме народ кој што е исплашен и кој што цело време се става во ситуација дека треба да прави некакви само да прашам, не ве разбрав. Зборувате дека вие сте за останување на основските принципи. Ви мислите дека во основ името на Македонија беше Република Македонија? Да, како федерална единица во Федерацијата Југославија. Југославија. Сигурно беше баш Република Македонија во основските Народна документи. Република Македонија. И после тоа Социјалистичка Република Македонија. Да. Значи вие сте за тие основски принципи, за народно и социјалистичка да биде името на Македонија. Фака, значи левица е јасна. Значи ако некогаш во основ ние не се викаме Република Македонија. Ако некогаш се живеело достоинствено на овие простори, се живеело во тој период. Тоа него ви кажам, дали мислите дека основски принцип Република Македонија? Меѓу во ниеден документ на основ нема дека ние се викаме Република Македонија. Вие може се формално да цените, значи Македонија остана. Не можеме да шпекулираме на тој начин. Не може да биде. Добро, благодарам. Без референдум. Чупеска во делот на прашањето за името. Ве молам вашиот став околу тоа дали нужно ќе се оди на референдум, доколку се постигне некаков тип на договор. Па јас искрено имам дилема дали тоа треба така комплементарно заедно да оди едно со друго, од причина што посебно околу НАТО, затоа што ние сме во сериозен однос партнерски со НАТО, има општествен, политички, мултиетнички секаков консенсус околу тоа прашање. Планот дури 369 исто така е комплементарен на овие заложби и на крајот на денот и анкетите до 90%, нели НАТО скептицизмот кај нас не е нешто значителен. Во крајна линија не знам како тоа може да се протолкува од страна на на нашите стратегиски партнери, таков еден референдум, посебно како би протолкувале Соединетите американски држави. Во тој правец ми се дилемите. Конкретен став немам, бидејќи еве тоа е нешто што може би... Благодарам. Ќе молам публиката тука да вако имавме јавување од горниот ред. Повелете, представете се и ваш куст коментари и прашања. Јас сум Гораст, значи јас учествував на антинато протестот кога не приведоа нелегално. Значи моето прашање... Тоа беше во летово, ми се чини, минатото лето, 2017 летото, кога се имаше демонстрација на оружје од страна на американската армија во Македонија, бидејќи беше во целиот регион. Добро, повелете. Да. Значи, моите прашања кратки се до господинот Педнаровски. Значи, спомна дека влезот во НАТО носи имидж. Тој имидж дали им помогна на конкретниот пример што го кажа Зоран за во Грција и Турција вооружениот судир, дали тој имидж помогна да се избегне тој судир и дали ги спречи цивилните жртви која користи има цивилните жртви од тој имидж. Понатаму кажавте за слобода на медиумите.
Повторно Турција мора да земам за пример, каде што не само што се затварани новинари и од други професори луѓе, од други професии луѓе како професори, наставници и така натаму, туку се забранети голем дел од медиумите, како на пример социјалните мрежи, Twitter, YouTube, Facebook и така натаму. Третото е за кохезивноста. Значи, дали ако им веруваме на анкетите, треба да веруваме и на оние Павел Шатев анкети, по кои што беше позната претходната власт. Очигледно во Македонија се покажало дека анкетите служат за креирање на јавно мислење, а не за испитување на јавно мислење, така да пошто ја оцени кохезивност. Три прашања веќе имаме, може Пендаровски да. Значи, ние не можеме да ја градиме тезава на ниво на исклучаци. Ако 74 година Кипар е поделен во таква интервенција, станува збор за две земји членки на НАТО кои се патем кажа на примени во исти ден, 52 година. Ја можам да ви кажам дека од 74 до денес 100 пати ќе се степаа истите две земји да не беа во НАТО. Да не беа дел од многу битното јужно крило на НАТО. Многу битното јужно крило на НАТО. И околу некои островчиња во Медитеранот, кои се на самата гранична линија меѓу едната и другата држава. Значи, од време на време, постојано, секоја година имате прелети на авиони на едната или на другата во територијата на друга земја членка на НАТО, значи Турција и Грција. И бидејќи НАТО има таква политика и особено клучната држава во НАТО Америка, нив не им е дозволено, иначе до сега ќе имавме тамо крв до колена во изминативе децении. Американскиот конгрес има посебна одлука донесена од овие причини да се балансираат силите на двете држави бидејќи се членки на НАТО, во соодност 7-10 кој им дава оружје или кој им дава било каква воено-техничка помош да им даде во соодност 7-10, повеќе за Турција, помалку за Грција. Значи прави се внатре во процедурите кои се во Брисел во алијансата, да тие држави разговараат и да не дојдат до отворен суди. Ќе ви тврдам, историските контроверзии и контрадикции меѓу овие две држави се толку големи што до сега ќе беше отворена војна која ќе траеше со децении ако не беа членки на НАТО. Значи од друга страна кога гледате, добро е што се тамо, иначе немаше да биде само Кипар 74 година и немаше да биде само 74 година. За слободата на медиуми имате само еден пример околу Турција, ја потполно се согласувам околу тоа и не го одобрам тоа што го прават. Зашто не ја земате Норвешка на пример како членка на НАТО, кој има најдобри медиуми на свет? Зашто не ги земате другите 28 земји членки на НАТО, вклучително и американските медиуми кои се репер за медиска слобода во светот? Значи не можеме само исклучок и сите што влагаат во НАТО се такви, или ако им се случи аберација од правиот пат, НАТО не прави ништо да ги напади. Видите, ние треба да исполниме услови додека влеземе во таа алијанса. НАТО нигде не пише дека е гарант како ти какви медиски слободи ќе имаш после кој ќе бидеш следните 10-15. Унгарија е членка на Европската унија, па знаеме какви медиски слободи има и како. Значи, ама една е. Ама е Полска иде на сличен пат, ама две се. Нема да биде Македонија вториот исклучок таков како Турција. Ама видите, значи не можеш да очекуваш ти од генералниот секретар на НАТО да води сметка повеќе за медиуми или за социјала од мене, од тебе, од нас што живееме тука. Значи НАТО е само дополнителен фактор. Токму затоа не е и аргумент тоа. Бидејќи не можеме да очекуваме од нив да водат сметка за нашите медиуми. Види, значи по Репортери без граници, сите оние што ги мерат медиските слободи, земјите членки на НАТО се подобри по сите демократски перформанси од земјите кои не се членки на НАТО. Дај ми друг пример. На пример Шведска не е во НАТО. Дали е лоша Шведска? Ама е во Европската унија. Борец? А од геостратешки причини не е во НАТО. А Норвешка е во обратна ситуација. Е во НАТО, не е во Европската унија. Од кои геостратешки причини? Па Русија е комшија, близко е Русија. Значи, видите. А Солтербек одел во Грузија и во Украина. Тие не се ли тие опасно за Русија? Слушајте. Значи, опасно се за Русија, затоа Украина е се поделена држава, као што Грузија има две енклави кои не се под контрола на централната власт и не може да влезат во НАТО како такви. Многу исклучоци, господине Пендаровски, ова е хаос. Слушајте, значи, дајте ми друга организација регионална во светот, чии членки во просек имаат подобри перформанси по сите демократски параметри. Еве ќе разговараме. Која? Која е некоја евроазиска? Кажете. Која е Меркосур и Јужна Америка? Кажете ми, не знам. А зошто мора да е алијанса? Која регионална збориме за организации, која друга организација има подобри членки во својот состав? Тоа прашам. Од аспект на демократија, економија, благосостојба, од безбедност. Ако сигот регион влезе во НАТО, нема можност да се направи таква. На колегата, значи должам одговор за Павел Шатев. Тама работа ако се подпираме на Павел Шатев, на партискиот институт на режимот кој замина пред неполна година дена. Ја ви зборувам дека сум видела и сите ние сме видели анкети и странски и домашни. Ни еден може би варираат во процентите. Еве да ви кажам ова што го кажува Ана не е баш најпрецизна бројка. Заради евроскептицизмот и атлантскиот скептицизам кој го разви претходната власт, ние имаме паднато по двата репера, и према ЕУ и према НАТО, но повторно сме помеѓу 75 и 78% во целина. Тоа е одличен процент.
али не се подпираме на Павел Шатев. Фали уште Чуповски да го спомнеме и како се викаше тој. Добро, благодарам. Имаме второ прашање од публиката. Повелете, представете се и до кого е наменето прашањето. Добро вечер, јас сум Руфа Демиров, студент на Правниот факултет по политички науки. Би сакал да го прашам господинот Пендаровски, доколку патуваме во земјите на Европската унија и доколку се вратиме во Македонија, јас лично чувствувам разлика. Дали сметате дека таа разлика е благодарение на членството на тие земји во Европската унија или сепак политичката култура има тука? А каква разлика чувствувате, само кажете? На полош. Кога се враќам во мојата земја е полош. Не ви се враќа баш. Добро, Пендаровски. Значи, Европската унија и НАТО се само два фактора кои може да ви помогнат да ја направите вашата земја подобра. Не се единствените и не се најважните. Ајде да го поставиме обратно прашањето. Што мислите, зашто ниту една од државите кои произлегува од поранешна Југославија не се откажа од таа двојна интегративна агенда? Зашто словенците, например, бараат да влезат и таму и таму? Зашто? Што мајка бара? Зашто Хрватска влегуваше и таму и таму? Албанија, која не беше дел од бивша Југославија, зашто влегуваше и е членка на НАТО и сака да влезе во Европска унија? Да, можно ли е сите во Европа, што се најголемиот дел од Западна Европа, најбогатите држави, најстабилните држави, не знам, една Германија, една Франција, а помалите држави да ги земеме? Дали знае, можно ли е сите тие да се толку глупи и да бараат да влезат таму, затоа што е модерно? Дали знаете, претпоставам дека знаете, дека во НАТО има една земја членка која нема армија, Исланд. Нема армија, има само крајбрежна стража, некој негде вид на полиција и толку. Целиот Исланд е два пати помал од Скопје. Значи, повторно е во НАТО. Благодарам. Зашто? Глупи да оставиме простори за другите. Благодарам, Пендаровски. Повелете. Добро вечер, јас сум Виктор и јас сум исто студент на политички науки при Правниот факултет Јустинијан Први. Ќе поставам прашањето така да кој смета дека ќе може најдобро да го одговори. Да ги вклучиме и другите дискутанти. Вака, прашањето ми е дали сметате дека повеќе НАТО политиката, посебно за Балканот, е безбедносна или повеќе, како што кажавте вие, е геополитичка, односно геостратегиска, бидејќи ако погледнеме дека целиот круг почнува да се стега околу Србија, дали со тоа значи дека плюске НАТО, односно меѓународната заедница ќе проба да обезбеди безбедност и стабилност на Балканот, а и со тоа да го елиминира руското влијание на Балканот, да има вин-вин ситуација. Добро, тука може господин Сулејмани да го вклучи. Дефинитивно јас мислам и ова да нема воен сојуз кој може да обстои со сила. Мора секој воен сојуз, ако сака да обстои поголем, за тоа да стои некоја заедничка вредност. Во моментот НАТО се засниваше на либералната демократија, која се основна вредност која е пропратна. Факт е дека има некои пропукувања. И во овие што викаат вишеградските држави во моментот кои што има некои прекршувања на човекови права, на медиуми и така натака. И во Турција. Факт е дека има. Но НАТО не смее да биде само воен сојуз. Нема долга перспектива ако нема еден заедничка универзална вредност што ќе поврзува членките на овие држави. Само еден таков сојуз. Но нели за тоа постои Европска унија, на пример, која што зашто еден воен сојуз се претвори во таква организација? НАТО во неговите принципи, она мора да Европска унија може она викаме супранационална тенденција. Мора да имаш безбедност за да економски се развива, што е предуслов за второто. Но мора да има некои заеднички вредности елементарни, не е како Европска унија дефинитивно дека е тоа интерговерментал повеќе него ли супранационална организација, но само со сила не може да биде да ги задржи заедно. Значи не случајно викаме војно-политичка, што значи сепак некои минимални критериуми треба да бидат задржани, што ќе ги поврзуваат и вредносно земјите членки. Благодарам, повелете, имаме уште прашање од публиката. Јас се викам Моника Пижевска, сум студентка по политички студии, исто така. Моето прашање е до целокупниот панел. Господине Пендаровски, рековте дека... До целокупниот панел? Да, меѓутоа, да ви цитирам дека НАТО е воено-политичка организација. Во која насока сметате дека ќе се движат односите, дипломатските односи на Македонија и Русија со влегувањето, потенцијалното влегување на Македонија во НАТО и со оглед на изјавата на господинот Лавров, шефот на руската дипломатија, кој што изјави дека односите ќе се движат само во позитивни насоки како што се движеле до сега. Благодарам. Добро, можеме да почнеме. Да, можеме, ако сакате не пречи да, бидејќи сепак јас забележувам една тенденција во последнава година до две.
може би има 2,5 дана позната изјава на поранешниот државен секретар на Америка Кери, кој рече дека ние заедно со неколку други држави сме на линија на фронтот меѓу истокот и запад, таа нова некоја студена војна 2.0 како ја нарекуваат. Забележувам промена и во размислувањето на луѓето тука, и на политичари и на експерти, кои мислат дека сега од истокот доаѓа само опасност. Значи, како год да ја запакувате Руската Федерација, тоа е само опасност и само проблеми може да ни увезе ако бидеме во поблиски односи со неа. Значи, мојот став е следниот. Секаков можен облик на соработка со Русија, секаков можен, пред се трговски, економски, финансиски, секаков може. Во сферата на гасификацијата, Русија има најдобра експертиза на светот, тоа го знаат сите. Меѓутоа, овде зборуваме за она што го кажа колегата. Значи, ние зборуваме за алијанса која се базира на демократијата како основна вредност, со сите исклучоци кои биле и ќе бидат, и затоа е добро да бидете во тој клуб кој продуцира стабилност и демократски вредности. Кој е подобар, кој е полош, но тој е таков. Дали знаете кој е првиот услов кој НАТО ни го наметна уште кога не бевме кандидат 99 година? А раните 90-ти. Ни рече, вие мора да имате министер за одбрана кој е цивил, не генерал, не воено лице. И тоа е демократска вредност. Заради цивилна контрола на вооружените сили. Значи, во една држава, цивилите кои имаат легитимитет од граѓаните на избори, тие се прашуваат како понатаму ги каде ќе оди оваа држава и кои политики ќе се водат. Не воените лица, кои немаат таков легитимитет. Например. Благодарам. Односите Македонија-Русија во иднина после евентуалното стапување во членство? Па целосно се согласувам со тоа што го кажа професорот Пендаровски и би додала уште нешто, не е попусто тоа што во НАТО постои политика на отворени врати, така наречена политика на отворени врати, експлицитно која што укажува дека членка на НАТО ќе биде онаа земја која што има високи демократски стандарди, која што ќе води сметка за слобода на медиуми, владење, право и така натаму. Во тој правец овие односи треба да се разгледуваат, што се однесува до Русија, исто не верувам дека ќе имаме проблематични односи, односите се такви какви што се разбира, тие имаат своји интереси тука, како силна држава си водат сметка за нив. Меѓутоа, ќе расте после руското обидите за руско влијание. Еве во останатите земји, ајде во Македонија, можеби во другите земји, во Србија. Интересите се тие какви што се. Значи економски убаво кажа професорот. Дали влезот на Македонија во НАТО би ја обесхрабрил Русија во делот на силно пенетрирање во и економско и бизнис внатре и во Македонија и на Балканот? Дека таа работа е веќе завршена. Во однос на Македонија. Со смената на власта, мислите? Со не самата смена на власт, туку со неколку серија на неколку настани што укажа дека имаме капацитет да санираме определени состојби, да не се навраќаме сега на станите. Сулеймани, истото прашање за Русија. Дека за нели влијание цело време мислиме на негативно влијание. Цело време мислиме дали ќе има негативни во поглед на безбедностните. Јас мислам дека да се има влијание и не е лошо да речеме економско да се инвестира, зашто не? Што се вика на парата нити има татковина, нити мирис. Од кај да дојде е добро дојдена. Но што се однесува до безбедност, јас мислам дека полека, ако евентуално после легување на Република Македонија во НАТО ќе сака да пенетрира, веќе телефонот на комуникација нема да биде Скопје, ќе биде Брисел. Тоа е главната промена што ќе настане. Затоа што веќе автоматски стапуваат у член 5, кој да биде држава членка на НАТО, биде под опасност од некоја друга надвор, автоматски тоа веќе станува проблем на целата организација. И телефонот кај што во главно ќе се разговара за безбедностни прашања во Република Македонија, полека несигурно ќе се помести. Добро, Василевски, може и вие на исто прашање да се... Ја гледам тенденцијата да се мешаат двата процеси, европски на кај Европска унија и атлантски, северноатлантски на кај НАТО, и цело време 25 години се зборува евроатлантски интеграции, токму за да се направи ова забуна преку уверувањето дека НАТО, воениот сојуз, се грижи за владење на правото и демократијата. Мислам, тоа во самите основачки договори не може да најдете. Друга работа, че се одлучувало во Брисел, не ми е јасно како може да се мешаат Европската унија и НАТО кога имаме ваква ситуација. Например, Исланд, Норвешка, Турција, Албанија и Црна Гора се членки на НАТО, но не се во ЕУ. Од друга страна, Шведска, Финска, Австрија, Ирска, Малта и Кипар се дел од ЕУ без да се членки во НАТО. Така да мора на македонската јавност да е јасно дека нашиот
пристап е кон воен сојуз реликт од минатото. Значи НАТО е создаден 1949 година како еден вид превенирање на црвената опасност од растечкиот комунизам во Европа после разрушувањето на Втората светска војна. И сега мора да бидеме честни пред нашите граѓани, да им кажеме дека во идни судири на НАТО пактот со Русија или на Блискиот Исток, наши војници ќе гинат за каузата на политичките лидери и корпорациите кои бенефитираат од НАТО. И не знам, јас многу се користат метафорички термини како безбедносен чадор и шо беше не знам таму, каков е тој чадор со дупка, како Србија, например, на Балканот. Мислам дека Србија не може да биде во скоро време членка во НАТО. Каков е тој чадор со дупка на врв? Не знам од кај влечете тезата дека Македонија треба НАТО како реликт. Факт е дека после распаѓањето на Источниот блок се поставуваше прашање дали треба да опстои НАТО, затоа што ја се подриваат Обединетите нации, господи. Имаше и таква идеја. Имаше тука до 99-та. Не кај нас дури таму. И ова на УМПРО имаше. Во НАТО се мораше Тајван да го признаеме за да дојде НАТО тука. Не за тоа. Тука во самото НАТО имаше дебати силни околу тоа, дури се развија на теорија на три крони, каде што во Европската унија нели ќе биде таа која што ќе обезбеди социјална и економска некоја си безбедност, опсе ќе биде она која што ќе гарантира сигурност и Советна Европа некој што ќе прошири заедничката вредности во Европа. Но токму во во и бивша Југославија се покажа дека овој регион без еден силен сојуз со капацитети во ситуација на криза да може да решава проблеми е многу тешко да опстои. Јас го реков, мојот аргумент зашто Македонија треба да биде во НАТО не е за токму од това асиметричната распределба на држави кои што стои во регионот. Затоа што само тие се можности, или ќе стапиде во сојуз, или ќе прифатите да биде под чадор одредна економички центар, или ќе идете во балансирани сили што ги немаме во Република Македонија, или во сфера на влијание, или во интеграција. Република Македонија се одлучи за оваа опција, преку интеграција да обезбеди фактички безбедност. Само 2-3 збора кои не сме го спомнале овој аспект. Не постои ни еден битен настан од нашата посткомунистичка историја, од нашата независност до денес, во која надворешниот фактор, пред се овие луѓе, мислам овие држави се извинувам, Америка, Европската унија, НАТО, која као организација или на билатерална основа, кои не ни помогнале да излеземе од најдлабоките кризи. 2001 е чист пример. Рамковниот договор. Ние никогаш овде сами со автономни сили, македонци и албанци, немаше да го направиме. Ако немаше посредување од надвор. Што можеме да збориме дали лош, добар, незавршен, дефектен, било каков. Какви се неговите ефекти изминативе 17 години. Меѓутоа, ние без надворешна асистенција на овие држави немаше да излеземе од војна и тоа ќе одеше до конечна војна. Може кратка. И најверојатното разграничување. Последната криза, која заврши со пржено 1 и 2 и така натаму, со сите тие механизми кои има, преодни влади и така натаму. Ние самите овде, значи на страна македонско-албанската оска, него интрамакедонската ситуација не можевме да ја разрешиме без надворешна асистенција исто така и таа асистенција дојдеше Германија, Франција, САД и така натаму. Имавме 3 мисии на НАТО. Значи рамковниот договор создаден природен сојузник добивме ние природен сојузник во овие земји кои што ги споменуваме, кои што ги и 2001-та луѓе, оние кои го направија рамковниот договор, внатре има демократски вредности. Внатре има механизми за соживот, има за двојно гласање, мадинтерово мнозинство и така натаму. Имавме 3 мисии на НАТО по тоа. По 2001-та, 3 мисии на НАТО овде во Македонија. Подоцна презема Европската унија со Конкордија. Значи ние за жал, ја не велам дека тоа за фалење, ние не можевме со внатрешни сили, дали политичка култура кој спомнаат колегите, дали заради тоа што немаме институционална меморија. Ние сме сепак нова држава, 91-та тоа е дел од историјата. Меѓутоа сами не можеме да излеземе. Спомнавте дека без надворешна асистенција не ќе сме излезеле од кризата 2001, немало да биде рамковниот и слично. А дали ќе дојдевме во таа криза ако НАТО во тој момент беше со своји сили на Косово, немаше да дозволи Косовскиот корпус да пушта од тука и вооружување и единици. Еве ти одговор. Значи, по безбедносните процени кои се прави не само од наша страна, од нашите служби во тоа време, над 90% од борците на така речената ОНА во тоа време беа косовски, не беа косовски албанци, беа македонски албанци, беа албанци од Македонија. А каде се публикува во случај кога нашата армија ќе направеше притисок? Следиме. Значи, целокупното раководство на денешното ДУИ беше некогашното раководство без сомали исклучоци на некогашната УЧК. Од каде Али Ахмети? Косово.
Родена од Добро, Заекс. мора да има Значи, организацијата и за војавност и завојување луѓе. Овие се за војавност. Следете ме до крај, значи. И кога носевме закон за амнестија 2002-та, него носевме за некои странски борци кои дошле биле платени од Холандија или од Косово или од не знам каде. Затоа што тоа беа наши граѓани, не велам дека имале право да кренат пушка. Да не ме разберете погрешно. Ви кажам, наши граѓани кои моравме некако да ги вратиме во системот и во заедницата и со нив да направиме кохабитација. Значи, законот за амнестија го правевме затоа што борците на она во огромен дел беа од тукашните албанци, не беа увезени албанци. Имаше и такви, али во мал дел, многу мал дел. Имаше ли амерички инструктори во Рачиново? Бевте тогаш советник за безбедност? Мислам дека е најдобро со ова да разговарам за со активните 2001, кои се очигледно поблиски по делот на не можам да имам доверба во НАТО ако тогаш не заштитили. Зошто сега како членки? Стварно не. Значи, не заштитиле во март 2001, а не заштитиле во август кога подпиша рамковниот договор. Поред? Или кој верува во тоа дека Америка сакала да уништи Македонија 2001, ама ние не сме дали? Добро, благодарам. Прашање од публиката. Добро вечер на сите. Јас сум Гоце Марковски, антимилитарист и од такви антимилитаристички позиции јас сум против зачленувањето на Македонија во НАТО. Знаеме дека во светот има и неутрални земји и тоа треба да се потенцира, дека војната неутралност е опција. Бев исто така учесник во антимилитаристичкиот протест кој што беше во април во Скопје при изложбата на воените експонати. Имам прашање до сите вас. Ако ние на наш грб, Македонија на наш грб, на свој грб го почувствува непочитувањето на меѓународното право, тоест прекршувањето на привремената спогодба на Грција, бидејќи таму е врзана да не спречива при нашите интеграции, тогаш кој е вашиот став дека понатаму НАТО ќе го гарантира меѓународното право, бидејќи јате имаше и пресуда во Хаг во врска со тоа, а НАТО не го испочитува тоа. Добро. Да узурпирам тука можеш кратко. Пропуштив преска моја грешка, јас се извинувам и на вас, а посебно сакам тебе да се извинам што си приведуван у таа ситуација, како граѓанин ти го кажем ова, тоа е срам за Македонија. Уопште не е битно кој бил на власт, кој не бил. Не сме никој да биде на таков тип на протест, на граѓански протест приведуван. Тоа е срам, повторувам, за Република Македонија, апсолутно небитно дали ја зборам се од оваа позиција или зборам од позиција на сосем обичен граѓанин, а не на функционер. Сосема кратко за другиот колега. Неутралноста на Швајцарија е најпозната во светот. Концептот на воена, посебно на воена неутралност или на било која друга неутралност, али еве политичка на пример, но воена неутралност, е дефинирано дека го гарантираат само соседните држави, инаку ти можеш да се убиеш од декларирање дека си независен и неутрален, нема да бидеш неутрален. Значи, околните држави во тој век на Швајцарија и гарантираат дека ќе биде стварно независна и неутрална и воено, и само така таа обстојува 3 кусур векови со воената неутралност. Кажете ми, кој од нашите соседи ќе гарантира на писмено дека нема да не чепне? Ако сме дел од НАТО. Значи, прво да влеземе во НАТО. Не, тие, ако се дел од НАТО, веројатно сите. Зошто би зборуваме за долгогодишна наша заложба. 93-та собранието парламентот има донесено со поддршка од сите партии таква декларација за влез во НАТО. Значи од тогаш кажете ми кој Бугарија, Србија, Грција денеска и тогаш кој ќе гарантираш? Па нели градиме добрососедски односи? Мислам многу лесно нечиме паралелна измењена на држава како е Швајцарија со векови традиција и како резултат на некои околности кои ја создадоа таа Швајцарија. И она не е Македонија, македонско етничко, она е Швајцарија. И не случајно е Швајцарија. Не е ни Германија, што живее 64% германци, не е ни Франција, што живеат 18% французи, не е ни Италија, со колку има таму 6-8%. Затоа е Швајцарија. И не е Македонија. Македонија, македонско. Кој ќе правите Македонија, македонско, а ги имате отворено прашањето со Бугарија, имате отворено прашање со Грција, имате отворено прашање дури со албанците, да кажеме, со Србија имате прашање. Сега, ако тие ни прават држава, ќе кажат, ние не можеме да се договориме за оваа територија, да ја поделиме, а и оваа територија ќе биде заедничка и ќе наречеме Балканска држава. Ама тоа ќе биде Балканска држава, нема да биде Македонија. Швајцарија на Балканите. Швајцарија на Балканите. Ќе се договорат Албанија, Грција, Бугарија, Албанија, не можеме да се договориме како Република Македонија, ќе ја правиме Балканика и сите, ама не Македонија.
Јас во тој случај не ги разбирам отстапките кои што ги правиме во договарањето со Бугарија, ако немаме никогаш гаранција дека тие немаат скриени намери спрема оваа држава. Исто и со Грција. Како? За кои отстапки зборуваме? Сега точно ќе ви кажам за кои отстапки. Ќе ви прочитам еден цитат сосем кратко. На страна 70 при разгледување на населението во Бугарија да се дополни и разработи во смисла дека во Бугарија има и македонци. Не, што документ е тоа? Момент само, да, ќе ви кажам. кажам. Што документ е тоа? Ова е документ од првата спогодба меѓу Југославија и Бугарија, Бледската спогодба, ви е позната сигурно. Да. Тогаш имало еден државник во Бугарија кој што не е Бојко Борисов. Тој бил Георги Димитров, кој што се договориле за ова, да се потврди во нивните учебници, имало и тогаш некоја комисија дека во Бугарија има и македонци. Подоцна да се брише во дотогашните учебници Македонија беше присоединета кон Бугарија и да се замени со Македонија беше окупирана од Бугарија. Ова е од 48 документот. Подоцна во лекциите за населението на Бугарија да се каже дека во Пиринска Македонија воглавно живеат македонци. Сега со Каде е отстапката денес? Каде е отстапката? Денес, каде е отстапката? Денес е отстапката, значи ќе има мултизаедничка експертска комисија која што ќе ги ревидира учебниците. Нема да ги ревидира учебниците. Најави премиерот Заев дека ќе се брише од спомениците бугарски фашистички окупатор. Дали е тоа точно? Значи гледате, имате документ кој е ратификуван во македонскиот парламент, само тоа е валидно. Остате ги тие изјави што се. Значи таму ќе има заедничка комисија на паритетна основа која ќе дава, слушајте ме сега, сугестии до двете влади, не мандаторни, не облигаторни, препораки и толку, составено од историчари. Како ќе ги менува? Ревизија може само ти и јас да направиме овде кај што живееме, не може да ни направи надворешно. А историчарите не можат да ги именуваат политичари, по оваа комисија политичари ќе ја именува. 5 од таму, 5 од тука, на паритетна основа. Да. Има таму гласање, ќе има расправа. Не знам како ќе ни наметнат нови учебници. Значи во изјавите на премиерите се како да ги оставам изјавите на премиерите? Ова е меѓународен договор. Во договорот нема облигација да прифатам што год сакаат да разговарат тие таму. Тие даваат препораки и сугестии. Нема облигаторно ништо. Овој договор се повикува дека ги проширува она што било договорено во 99-та година, као тоа да е прв договор меѓу овие земји. Добро. Значи коалицијата на Бојко Борисов е десничарска влада. Вие правите отстапки како Не чув десничарска влада. Не чув за отстапка, не знам која отстапка. Да не почнеме толку едноплено. Јасно е во медиумите. Ако можеш да ми прецизираш, не треба. Како беше? За непочитувањето на меѓународното право од страна на НАТО алијансата. Тоа ми беше прашањето. Првно што. Ще види, НАТО вика ние имаме критериуми по кои се влегува во оваа организација. Другите организации имаат други критериуми. Судовите си судат. Нас тоа не ни интересира. Што е логиката? Ако ние како луѓе кои живееме во Македонија не сме задоволни од тој став, имаме 15-0 пресуда на Меѓународниот суд за правда, не сме задоволни, можеме да ја повлечеме апликацијата од НАТО. Сакате да го направиме тоа повторно на референдум? Дајте да инициираме. Мислите дека има 50+1 за таква одлука да се повлечеме од апликација? Значи, не знам дали се разбираме, во ЕУ и во НАТО никој не бе бутка, никој не бе тера да одите. Еве Британија замина. Внатре беше од 73-та па замина. Дај да повлечеме апликација. Се согласувате? Што бараме во таков воен? Нема што бараме. Доминантен број од луѓето 80-90% викаат овие работи што ги избориме, викаат се побитни од тоа. Дали ме разбирате? Че вика побитно е ова што може да го добиеме, отколку тоа што грците не ја поштуваат пресудата. Ако не се повлекуваме веднаш од апликацијата. Дај да го направиме тоа. Еве нека инициира некој, еве Левица нека инициира, не е проблем. И ќе гласаме да баш на референдум. Дали сте за тоа Македонија да е зашто само јавни протести? Дајте формална иницијатива и да ја видиме таа работа. Видите, ние не можеме да сонуваме што граѓаните мислат. Секој одговорен политичар прашува што луѓето мислат. Ние не сме за себе таму у фотелите седнати, туку за граѓаните. Дајте иницијатива да видиме. Ќе добиете. Добро, случувањето на домашната политичка сцена изминатиот период, дали може да додат сега конспирување на тензиите за да може да се приведе кон крај, да речеме, целата оваа одисеја со НАТО, бидејќи без опозицијско присуство, јасно е дека ниту решение на името, ниту посилни вакви внатрешни сојузи и надворешни сојузи не се можни. Педаровски, што вие мислите прво како политички представник на власта? Јас мислам дека тензиите веќе се смируваат. Јас мислам дека од летото по влегувањето во подоаѓањето на новата власт, по гласањето за новата влада, јас мислам дека тензиите полека, но сигурно заминуваат, не значи дека ги нема. Многу лоша слика е што опозицијата се уште не е во парламентот.
не е добро само за утрешното, односно за утрешно излагање на генералниот секретар на НАТО да биде, треба да биде постојано таму. Можеме да ви кажеме една работа која не е многу јавно кажувана. Парламентарното мнозинство намерно забави со прилично амбициозната агенда за носење закони, затоа што опозицијата не е тука, чекајќи новото раководство на ВМРО-ДПМН да се востоличи и да почне да функционира, за да може да се вратат, бидејќи безпредметно е вие да носите закони кои што носеа тие пред 5-6 години 100-150 за една ноќ. Тоа не е целта, тој закон не е вреден. Нема никој ни да го знае ни да го почитува. Чи моја проценка е дека одиме кон стабилизирање, практично дефинитивно сосема небитно дали ќе одиме кон НАТО, како ќе биде со името. Мислам дека политичката ситуација во Македонија по врвот кој се случи на 27 април минатата година, оди кон дефинитивна стабилизација. Добро. Мислите дека за тоа влијаше промената во врвот на ВМРО-ДПМН, Чупарска? Па, гледам дека уште таму се препелкаат, иако не знам сега преска прочитав дека ќе се врати опозицијата во парламентот за говорот. Потоа Бугар ги повика, мислам дека ќе се направи поголем притисок врз нив да се вратат, бидејќи стварно ни предстојат големи реформи, еве владава од она што го забележавме, пристапи кон така имплицитно кон политики на помирување, не покажа, имаше убави гестови. Мислите дека оние притвори што беа масовно ваква беа политика на помирување? Не, зборувам за Не беше на владата тоа политика. Што не беше Сакам да кажам дека помирувањето, за кое што доста се зборуваше во јавноста, би требало сега да ги своите ефекти да ги даде и очекувам дека опозицијата ќе се врати на своите работни места во парламентот и ќе едноставно мораме да продолжиме со реформите. Ни предстојат такви одлуки, ова ќе биде големи одлуки не чекаат и тие мора да се тука. Добро, Сулеймани? Па исто така ја мислам дека сигналите кои што доаѓаат се уште не се консолидирани од опозицијата, но сепак утрешното присуство на парламентот е еден добар сигнал дека сепак барем во стратешките определби немаме разлики. Дури и ова изјава што беше околу употребата на јазикот мене дека институционално ќе се води битката, што сепак е еден добар сигнал дека опозицијата ќе делува на некој начин институционално, не институционално, но се разбира таа опозиција има свој став и тоа може јавно да го каже, но се дека тоа ќе го прави преку институции, тоа укажува дека не е за очекување да чекаме некои поголеми тензи или судери. Така да, јас се надевам дека новата раководство на ВМРО од која ќе се консолидира со органите на партијата, ќе се преиспитува и ќе почне да делува институционално. Василевски левица не е парламентарна партија, така да немате каде да се вратите практично, но најавувате ли некакво поинакво делување во рамките на овој корпус на прашање? Па нас ни се допаѓа тоа што ВМРО се враќа во парламентот за да свати населението во оваа држава колку уствари сите парламентарни партии се сервилни кон НАТО пактот. Еве сега доаѓа главниот и тие доаѓаат нели таму да му направат чест, да слушна што има да каже. Она што јас имам да го кажам е дека на сите избори во последните циклуси на парламентарни избори, огромен дел од електоратот не излегува на избори поради незадоволството од понудата, а Донтовиот модел исфрли многу партии кои што се трка, но не влегува во парламентот. Така да тоа што сега се враќаат сите парламентарни партии да изразат еден вид заеднички став околу НАТО интеграциите, нас не ни значи многу. Јас би сакал да се обратам и до сите граѓани на оваа земја, вклучително и македонците, албанците и сите останати етникуми, едноставно да направат притисок самите врз владата да не ги решава проблемите од крајот кон почетокот. Значи, планот 369 беше отпосле договорен, не беше представен пред парламентарните избори. Граѓаните им дадоа поддршка на коалицијата предводена од СДСМ да се справи со сиромаштијата, со невработеноста, со еколошките проблеми и со многу други наталожени проблеми, иселувањето на младите и слично. Едноставно нас од левица не ни е јасно како една година се губи, или не цела година откако е СДСМ на власт, со договори со соседните земји за кои што тврдаме и натаму дека има огромни отстапки. Значи, она што остануваме ние е наставот дека се уште не е јасно колкав е процентот на
анти-НАТО и про-НАТО ставот. Тоа треба допрво да се испита и да има повеќе дебатни емисии. Беше тоа како што имплицира Василевски во делот на меѓународното, а се занемарија некои внатрешни состојби, што е факт и што многу мина од експертите исто така го забележуваат. Јас се согласувам во тој дел дека можеби е фокусот повеќе на надворешната отколку на внатрешната политика, иако тие се со взаемен ефект секој пат. Немојте да заборавиме дека новата влада е на 1 јуни етаблирана и дека 2,5 месеци со едно прегласување во Шаир, 2,5 месеци бевме у локални избори, која беше све прекинато поради некоја политичка пракса, не поради некоја законска забрана и парламент и влада. И не се согласувам воопшто дека планот 369 не беше кажуван на изборите. Јас сум еден од оние носители на избирачка листа, сум го зборил многу пати и за односите со Бугарија и за бидејќи ми и фах и професионални и политички се бавам со тие работи. И околу името имам зборувано. Значи, планот 369 прибе рапортот, сме го зборувале, нема село и град во кој не сме зборувале со народски јазик да може да не разберат. Така што не е точно дека 369 е измислен после изборите, а немало ништо претходно по изборите. И не се согласувам дека целокупната внатрешна и надворешна агенда на владава во изминативе 7-8 месеци се исцрпува со договорот со Бугарија. Не е точно. Имаше и маса други проекти кои одат од сферата на економијата, од сферата на даноците, така што мислам дека на дневна основа се гледа тој ефект. Добро. Тука ги повикувам поентите на вечерашната емисија да ги погледнеме. Ние сме во сериозен однос партнерски со НАТО, има општествен, политички, мултиетнички, секаков консенсус околу тоа прашање. Планот дури 369 исто така е комплементарен на овие заложби. Таа асиметрија на држави мали, они не мора да имат модел како ќе се зачува мирот. Дека сме за референдумско изнештнување, токму поради принципот на почит на Уставот, членот 129 кој што го цитирав, налага народот да биде прашан на референдум. Дел од аналитичарите велат дека ќе има референдум и ќе има референдум. Значи од премиерот па до кого сакате, само неколку мина и еден дел од владата, помалиот партнер во владата, вели дека можеби треба да размислиме и за инаков пристап во решавањето. Ја во овој момент не можам да видам апсолутно никаква друга алтернатива на тоа, затоа што е тоа долгогодишна политичка заложба на партиите, најголемите партии кои ја прават оваа влада. Да, повторно во 24 отворено. Почитувани панелисти, јас ви благодарам што вечерва бевте гости. Господин Пендаровски, уште едно прашање. Дали сте ви оптимист дека Македонија оваа година ќе добие покана за членство во НАТО? Јас сум 100% оптимист дека Македонија ќе направи се што е во нејзина моќ да стане членка на НАТО. Ја не ве прашав дали Македонија ќе направи се, дали мислите дека ќе добие? Да завршам. Значи, воопшто не сум сигурен во ниту 1% бидејќи не знам што може да направи другиот партнер. За да го решиме името, нам ни треба најмалку 50% што ќе направат во Атина и што мислат грците за тоа прашање, бидејќи такво е прашањето. Значи, можам да гарантирам дека ние ќе се вложиме комплет. Со внимавање се разбира на интензијскиот комплекс и на сите работи кои се битни за македонската нација. Тоа што го гледавте досега и што го слушате од вашиот колега Димитров, сте оптимист тоа што се случува таму? Јас се знам со Димитров одамна и приватно разговарам со него. Мојот впечаток е, не сакам да сеам дефетизам, дека грчката позиција се уште вечерва, денеска е се уште многу ригидна. Ви благодарам што бевте гости на 24 отворено. Почитувани публико, ви благодарам на вас што бевте многу активни вечерва. Останете се разбира со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.